Дали дипломатията не е приватизирана и политизирана? Да. Дали Филип Петровски е најдобар доказ дека е политизирана дипломатија? Не. Јас не сум најдобар доказ, не сум го одбивам со индигнација, нити сум затворал, нити сум отворал кафани, нити сум се возел со мотор. Работев во Генералниот конзулат и не сакам да го чувствам муабетот дека се бранам од некој или дека нешто се ставам во ситуација дека покажувам дека не сум виновен. Можам само да кажам дека работев со голема гордост како генерален конзул. Работата не е комплицирана како што некој сака да ја представи како баук. Меѓу другото, печати, визи, екстрадиции, смртовници, државјанство и Дали така. бевте вратени под притисок на американците? Дали американскиот амбасадор или американската администрација, или како да ја наречеме таа структура, извршила притисок врз Илинка Митрова да ја врати пред време поради глупостите кои сте ги правеле? Јас глупости не сум правел, више еднаш ќе ви кажам дека на такви прашања веќе сум уморен 5 години да одговарам. Мојата работа ја извршив професионално, меѓутоа Сега во јавност од тези дека дипломатијата политизирана и дека не професионална, затоа да прашам. Ќе се обидам да ви одговорам. Да. Јас мислам дека америчкиот амбасадор во Скопје беше грубо злоупотребен од страна на Министерството за надворешни работи за политичка пресметка со политички неистомисленици во Министерството за надворешни работи. Треба не води хајка, мислам дека она се занимава со некои други работи. Хајката се водеше пред да ме вратат од Њујорк, од тогаш па натака си води политика како да постави своји партиски кадри. Дали вие би воделе хајка против Митрева ако победите на следните избори? Хајка не може да се води, меѓутоа треба да се прави реформа во МНР. Добро, кај живеете вие, па ние по оваа држава имаме 15 години само хајки од една на друга страна. Јас не живеам од тие 15 години, јас имам свој став за Министерството за надворешни работи. Тој став произлегува како последица на размислување на повеќе луѓе кои што се стручни на таа тема и мислам дека во Министерството не треба да се води хајка, туку треба да се прави реформа. А таа реформа значи отпуштање на минимум 50% од вработените